Инспекторатот во однос на инспекцијскиот надзор ги засиливме инспекцијските контроли на сите потенцијални фактори на загадување. Воведовме сменско работење и дежурства кои започнуваат од 6 часот наутро па до крајот на денот, а се разбира и за празниците и за викендите. Тоа не беше пракса порано, а тоа беше ветување дадено пред изборите и на коалицијата ОДВА, а и на јавноста, и тоа веднаш го исполнивме. И ова предизвика двојно зголемување на казните и опомените, а постигнавме видливи резултати значително подобрени во однос на претходните години, што се гледа од статистиките кои што исто така ги презентиравме во јавноста. Во октомври бројот на казни, октомври 2018 е двојно зголемен во споредба со казните во октомври 2017. Исти се испоредбите нешто послаби во септември 2018 со 2017 и ноември 2018 со 2017. Се работи за отприлика 220 казни, маднати казни, налози до извршители кои што се дадени од комуналните редари и од инспекторите на град Скопје, а се однесуваат на загадувањето, на воздухот, на животната средина и така натаму. Меѓу нив голем е бројот на пријави кои што се поднесени до системот за борба против отворени огнови 193, кој што да ве потсетам не е само пожарна станица која што гаси пожар, туку е начин на кој што се осигуруваме тие огнови повторно да не се запалат. Се работи за тим од социјален работник, од пожарникар, полицаец и комунален инспектор, кој што се испраќа на лице место и прво го гасне огнот, пишува казна или го склонува тоа лице ако се работи за бездомно лице на топло и безбедно место, за да се осигураме дека нема само да пишеме казна и тој оган кој ќе си заминеме да повторно се запали, туку тие огништа веќе никогаш да не тлеат. И покрај тоа што имаме 100% успех на сите пријавени отворени огнови што се изгаснати, веќе полека се помалку и помалку пријави за отворени огнови добиваме, што значи дека луѓето, односно оние хабитуалните палачи, како што ги викам јас, оние кои што го прават тоа за да заработат нешто, за да изгорат гума, за да изгорат душек, тоа веќе не го прават или барем не го прават на оние места каде што тоа го правеа. Според планот за работа на инспекторите, извршени се по 2 редовни контроли за сите 40 инсталации кои подлежат под Б интегрирана дозвола во град Скопје. Тоа беше пред да започне сезоната на загадување. Контролите се интензивирани на градилиштата со посебен акцент на централното градско подрачје, но и другите поголеми градилишта во другите општини, како на територија на општина Аеродром, каде што се сконцентрирани најголемиот број од градилиштата во моментов. При тоа се контролирани 51 градилишта и врачени се 8 казни и записници за миење на гуми. Во периодот октомври-февруари, кога има зголемо загадување на воздухот на територијата на градот, се врши секојдневна контрола на градилиштата. Имајќи предвид дека голем процент од аерозагадувањето доаѓа од затоплувањето на домакинствата, основањето на акционерското друштво Градски енергетски системи е за нас најголемиот чекор напред кој го преземавме за долгорочно решавање на проблемот. Секако тој чекор не е целосно исполнет. Со преземањето на топловодната мрежа за парно грејењето, како и со отпочнувањето на процесот на гасификацијата во Скопје, граѓаните ќе можат да добијат поевтина енергија за затоплување од дрвото, дури од огревното дрво, што на среден рок ќе резултира со значително намалување на загадувањето. Тука би сакал да апелирам до сите надлежни институции од владата кои се вклучени во процесот, колку е што е тоа возможно, да ги забрзаат активностите околу преземањето на топловодната мрежа, како и активностите поврзани со гасификацијата на Скопје, со цел ефектите од основањето на АДГЕС, граѓаните да можат да ги почувствуваат уште во текот на оваа година, односно во текот на следната грејна сезона. Се разбира, во овој дел продолжуваме со субвенционирањето на печки, на екопелети, на инвертери, а во буџетот предвидовме и други суми кои што се однесуваат на различни алтернативни видови на загревање на домовите и на зградите. Заради исклучително малиот број на лиценцирани оджачари во градот, заедно со Министерството за труд и социјална политика и Агенција за вработување направивме 2 обуки за 2 нови генерации на оджачари во Скопје. Ги имаше само 3-4, ние обучивме 15 нови.
Дадовме и субвенции за оџаци и драго ми е што можам да соопштам дека повторно споредбено со минатиот период лани го имаме дуплирано бројот на пречистени оџаци во Скопје. Секако тоа не е голем број, но исполнети се сите капацитети на оџачарските фирми во градот. Во телот на транспортот, кој исто така голем дел од факторите за загадувањето, преземавме низа конкретни чекори. Наша беше иницијативата за налепница на возилата, која што ја завршивме кон средината на минатата година и текстовите за предлозите на законите ги доставивме до владата. Ке се надевам дека овој проект наскоро ќе може да го види светлото на денот, па за да можеме сите ние, дури и оние возачите, да учествуваме во жртвите кои што ќе треба да ги принесеме во однос на загадувањето. Обезбедивме средства за 40 екоавтобуси, деновиве треба да се распише тендерот од страна на ЈСП, откако владата, односно собранието го одобри законот за задолжување на ЈСП за набавка на 40 автобуси на газ, кои што не само што ќе бидат на газ, туку ќе поголемиот дел од нив ќе бидат и дводелни наместо двокатни, што значи дека ќе собираат повеќе луѓе и ќе ги транспортираат со помалку штетни гасови и со помалку гориво потребно за тоа. Тие треба да дадат голем брз ефект во однос на јавниот превоз во Скопје, а долгорочниот ефект секако го очекуваме со најавениот трамвај во Скопје. Секако продолжуваме со стимулирање на велосипеди и тротинети од неодамна, а горди сме да кажеме дека само за една година успеавме да изградиме 12 км нови велосипедски патеки и тоа да го представиме како најдобрата градежна година во однос на велосипедизмот во историјата на Скопје. Во континуитет се работи и обновувањето на заштитата на урбаното зеленило. Не би сакал да звучам како во времето кога се организира денови на садење, ден на дрвото, и да кажувам дека 8000 дрва се засадиле во Скопје оваа година, затоа што самите бројки сами по себе не мора да значат ништо. Но би сакал да ви укажам дека и вчера го представивме зелениот катастар на град Скопје, со кој што укажуваме дека имаме намера да ги приоритизираме веќе постоечките дрва и зеленило наспроти залудното и непланското садење и инсистирање на нови садници. Насоките од градот Скопје се такви и кон општините да направат се што можат, да поддржат и иницијативата на Шумарскиот факултет за да го заштитиме постоечкото зеленило и постоечките дрвореди, наспроти тоа да инсистираме на градење нови. Но и не е само во однос на тоа, ние за оваа година ние рекордна и во тоа колку зеленило сме реконструирале. Во статистиките на паркови зеленило се работи за 129.000 метри квадратни, кои што звучат многу, но кога ќе претпоставите колку кафе овој град и колку зелени и неуредени зелени површини постојат, тоа и ќе видите дека можеме и многу повеќе. Би сакал да издвојам дека за неколку месеци, за пар месеци ќе имаме два нови паркови во најзаградузеното подрачје во град Скопје, односно Малиот ринг. Рингот кој што беше жртва на Скопје 2014 и кој што доби најголеми удари во однос на зеленилото, каде што најголемо зеленило се изгуби, ние само ова пролет ќе отвориме два нови паркови, паркот Тибни Пајко позади Македонска филхармонија, која што беше неуредена паркинг површина и дел од кровот на ГТЦ. Само една од овие површини, оваа кај филхармонија, е поголема како парковска дури од паркот Жена Борец. За да ви кажам за колкав парк се работи, за каква промена тоа ќе донесе во однос на зеленилото на Мал ринг. Ги отворивме парковите на архитектонскиот факултет, на Министерството за култура, го реновиравме финскиот парк во Маџари, го отворивме паркот во Драчево. Не го сваќаме зеленилото во Скопје само како прашање на централното градско подрачје, туку сакаме да го шириме и кон периферијата. Понатаму би сакал да кажеме нешто во однос на за тоа како во град Скопје гледаме прашањето на животната средина.
стратешки гледано и гледано во однос на историска дистанца која што можеме да поставиме во минатите 14 месеци, може да се види дека двата буџети кои што оваа администрација ги предложи до Советот на град Скопје поставуваат зголемени активности и буџет за секторот за животна средина, како и за проектите за животна средина кои што не се дел од секторот за животна средина. Така што минатата година, буџетот за 2018 до тогаш беше најголемиот буџет за животна средина кој што бил издвоен во град Скопје, а веќе оваа година за 30% го зголемивме тој најголем буџет. Значи во 2019 е зголемување од 30% и се работи за 186 милиони денари или 3 милиони евра кои што треба да ги потроши секторот за животна средина во град Скопје. Секако тоа е исполнување на обврските кон одва коалицијата и граѓанските здруженија пред изборите во 2017 дека барем 3,5% од буџетот на град Скопје ќе се троши за вакви намени. Би сакал да кажам дека во овие 3,5% не се вклучени еколошките проекти како што се трамвајот, пречистителната станица, садниците, дрвјата и така натаму, кои што се проекти кои што се трошат, пари кои што се трошат од други сектори, а не од секторот за животна средина. Верувам дека ако продолжиме во оваа насока со заеднички сили на сите надлежни институции, но и на граѓанските организации, фирмите, а и на самите луѓе, тука би се сложил со господинот Макредули, сите ние треба да учествуваме во напорите за почисто Скопје. Би сакал и да укажам дека голем дел од критиките, не голем дел, 100% од критиките за загадениот воздух или за состојбите во животна средина одат или кон државата, односно државните институции, или кон обичниот човек, но може би треба да се запрашаме да ги поттикнеме бизнисите, организациите, сите останати да учествуваат во тоа. Примерот кој што не се однесува на загадувањето, но е сепак пример на соработка помеѓу државни институции, граѓански сектори и обични луѓе, состојбата со снегот која што имавме минатата година покажува дека иако државните институции можеме да мислиме дали добро завршиле својата работа или не, сите ќе се согласиме дека куќните совети многу лошо си ја завршија работата во чистењето на снегот. Истото се случува и во однос на загадувањето. Во градот Скопје постојат пари, субвенции предвидени за економски оператори, за фирми кои што треба да ги да бидат помогнати за да можат да помогнат во загадувањето и тие пари се закануваат дека и втора година поред ќе останат неискористени. Така што би сакал и да замолам и критиката на јавноста да биде насочена кон другите учесници кои што можат да помогнат, а сепак не го прават тоа. А само со напорна работа, менување на навиките и целосна вклученост на сите субјекти, од институциите преку индустријата, градежниот сектор, транспортниот сектор, па се до вклучувањето на секој граѓанин поединечно, на долг рок можеме да постигнеме значително добри резултати кои ќе го избришат Скопје од листата на најзагадени градови на Европа. Можеме и мораме да се бориме и подобро и поактивно. Граѓаните на Скопје заслужуваат да живеат во почист град. Ви благодарам.